Јас сум Кристина Атовска, ова е последната тема во денешниот утрински брифинг. Мојата гостинка во студиото е доктор Светлана Темелковска, председател на Сдружение на радиологија на Дојка. Добро утро, добре дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата. Ракот е актуелна тема, станува се повеќе и повеќе, од година во година, веќе децении наназад се зголемуваат бројките, но сега имаме еден период во кој што се забележува рапидно или енормно зголемување на бројките на рак, особено на рак на дојка. Имавме такви настани минатата недела. Беше изнесен податокот дека за 40% е зголемен ракот на дојка по доаѓањето на корона кризата. Точни ли се тие бројки и на што се должи ова? Да, малку е комплексен одговорот. Јас ќе пробам да бидам што пократка и појасна можам. Јас сум лекар кој работи во едно и во научна установа, што значи дека секој податок што ќе биде изнесен, особено од стручни лица, дали е тоа здружение или Институт за јавно здравје, јас би сакала и треба да биде со референци од каде е земен и точно преведен, анализиран и објавен. Тие податоци направија еден мал проблем и кај пациентите, значи се загрижени, но и кај нас радиолозите со големи реакции. Јас во меѓувреме се слушнав на кратко со прекрасната Биба Додевска, председател на едно здружение што долги години се бори да ја потикне свеста за ракот на дојка. Накратко ќе ви кажам што ми обясни, ми прати неколку линкови едноставно на Facebook, каде они ги црпат овие податоци. Ракот на дојка не е континуирано во пораст само кај нас, туку и во светот, но исто така е најбитно, најчесто малигно заболување кај жените во светот и е прва причина од која ние жените умираме. Јас кога ги отворив тие линкови што Биба ми ги испрати, добив впечаток за жал дека се само прочитани насловите, а не в суштина што пишува во тие статии или научни трудови. Тоа се во суштина објави на некои развиени земји каде што имаат предуслов, а тоа се вика регистар за карциноми, добра статистичка обработка на податоците на над 100 години. И тоа се предпоставки што се случило за време на оваа невидена и за нас непозната епидемија и што да очекуваме пост-ковид дека ќе имаме како сериозен предизвик во третирање на карциномите на дојка. Што сакам со тоа да кажам? Во Македонија не постои канцер регистар. Долги години. Во Македонија, последните 3 години, како почна скрининг програмата 2016, мој термин евидентира автоматски, значи има една дата база на податоци на C50 диагноза, што е рак на дојка, и таа таму само стои. Како податок? Институтот за јавно здравје и епидемиологија имаат законска обврска да ги собираат, анализираат, обработуваат и објавуваат податоците. Што се за сите болести при ракот на дојка. Ова што е 40% е извадено од контекст, бидејќи се претпоставува дека во светот можеби и до 40% пациенти немале можност да стигнат до лекар или да бидат третирани од малигно заболување. Тоа сакав да ве прашам, дали на тоа се должи ваквата перцепција или ваквите бројки па и истражувањата? Во нашата држава кога дојде короната од март до септември беше буквално целото здравство стопирано. И тоа во услови во кои што уште немавме огромен број заболени од корона, меѓутоа во тие месеци никој не можеше да дојде, немаше пристап до диагностиката. Дали е тоа причината и каква е состојбата сега? Состојбата сега јас не ја знам. Затоа оваа објава на 40% потекна да ние закажеме состанок на Сдруженијето за радиологија конкретно месец октомври, една од дополнителна причина да закажеме. И вчера да имаме еден многу конструктивен и прекрасен разговор со представници во Министерството за здравство, кои се многу спремни за соработка, каде што треба да направиме тоа што фактички е и целта со овие статии објавени во светот. Односно, во светот претпоставуваат дека пациенти не стигнале на преглед затоа што биле концентрирани матичните лекари за справување на ковид пациентите, дека намален број на прегледи во светот, значи не прекина, намален број на прегледи, никаде не се прекина работа на болница, намален број на прегледи значеше и намален број на третирање на карциномот и најбитно, овие статии и трудови се со цел да видиме што ќе правиме. Значи, што сега ќе правиме, бидејќи короната се уште трае, и што ќе правиме при следна ваква ситуација, што ќе правиме со сите пациенти што не беа во можност да бидат прегледани овој период. Што вели вашето искуство за тоа што покажа тој период во кој што беа намалени или прекинати прегледите? Ние лично се измачивме, бидејќи не добивме насоки од никога.
ниту од управата на институтот, ниту од Министерството за здравство, ниту од комисијата. Јас мислам дека и порано сум го кажала, на 24 март минатата година Сдруженијето за радиологија на дојка излезе со еден предлог протокол како да работиме во ковид криза. Немам се уште одговор на тоа. Јас мислам дека има неколку работи што би требало да се направат во најскор можен рок, меѓу нив е и да се овозможи конечно на радиолог да дава упати. Бидејќи вака се вртиме во круг, вака пациентите едноставно некои многу тешко стигнуваат до преглед, а некои дури не стигнуваат. Бидејќи основен проблем, јас така мислам, е дека матичниот доктор не ги дава упатите согласно медицинската триажа кој е најболен, туку кој прв ќе влезе во амбуланта. Значи тој прв што ќе порача пиво, тој ќе добие. Тоа едноставно не може да е дозволено. Значи ние мора да се вратиме на медицината, да вратиме на сочување и препорачување на прегледи од матичен лекар, особено ние како институт мора да имаме пациенти од торакална хирургија и онкологија. Таму треба се најголем број на пациенти наши, за да бидат соодветно прегледени со мамографија. Тоа се треба да направи еден пациент за да стигне кај вас на преглед на Институтот за радиологија преку матичниот и колку време треба да чека? Еве сега, откако предпоставувам сега па има навала на пациенти, откако профункционира се со полна пара. И кога беше ковидот, ние мака мачевме со колегите од торакална онкологија да отвараме термини. И тогаш и прегледувавме, без разлика што за жал не работевме по 2 недели, но веројатно така морало да биде, јас тоа не знам. Пациентот во принцип треба да биде поделен на 2 групи, беше, не е веќе, но треба да биде поделен. Тоа се вика здрава жена, што нема никакви симптоми, навидум здрава жена, и таа оди во така наречена скрининг програма за рано откриване на рак на дојка и така се прегледува преку таа програма што за жал не функционира. Другиот начин е жената оди кај својот матичен лекар и вели: јас имам грудка, јас треба да идам на контрола, ми препорачал некој да идам на контрола и треба да добија упат. Многу пациенти кажуваат дека одговорот од матичен лекар е нема термини, не можам да ти закажам. Тоа на пациентот баш не му помага. Да не речем одмага. Не секој има пари да оди во приватно здравство. Не секој може да најде некого за да го протне преку ред да биде прегледан. Така да пациентката, односно жената, треба да прави мамографски контроли на 2 години, упат се добива од матичен лекар. Сите здравствени установи и ние пуштаме термини на први во месецот, на први попладне веќе се полни. Затоа велам, на први значи, матичната треба да прави триажа. Минимум месец и половина се чека само за прегледот. Вие ако одите на втори ќе чекате 2 месеци, бидејќи термините се полни. Што значи тоа за рак кој брзо се развива? Тоа значи дека с големен број на термини на Институтот за радиологија во моментов не верувам дека ќе го реши проблемот, бидејќи ќе влеземе во уште поголем чвор, затоа што ние работиме со 2 докторки и една колешка која е пред пензија, работиме само на еден ехоапарат има млад, што се повеќе од 10 години стари, што е жално. Тоа значи дека конечно треба да се врати скринингот, да се подобри, да се усоврши, да оди напред и да тие жени што доаѓаат на матичен лекар или на торакален хирург и онколог, им се обезбеди термини во однос на нивната здравствена состојба. Не дали ја сакам, не дали она сака, не дали така мислам дека треба. А како тоа може да се постигне ако веќе има електронски систем кој не им дозволува на докторите? Електронскиот систем е само систем и електронскиот систем е нешто од да, но најдобрите тој систем прави блокади, како пример ќе го земам моментот со ПСР тестирање. Кога треба некој еден човек да отиде на било каков оперативен зафат, матичниот не може да му закаже на датумот или во рокот во кој што му треба на пациентот. Пациентите се принудени поради таа блокада на системот да одат на приватно. Предпоставувам исто и овде, како ќе му закаже матичниот ако нема слободен термин. Јас како што кажав, многу е комплексен период проблемот и не слично нема сега да го решиме, да кажеме кои се основните проблеми. Јас можеби би се вратила на еден друг проблем што никош не е дискутиран, а тој се вика фонд за здравствено осигурување. За жал и пациентите, нели, треба да бидат ставени во една економска рамка. И тоа се вели вака: ако имам јас 1000 денара, имам толку број на жени, осигуреници кај тој матичен лекар и толку прегледи можам како фонд за здравство да рефундирам и да платам, мора да се подели во однос на термините и триажата кој е најболен. Верувајте ми, на Рентген институт, што е терцијална здравствена установа, субспецијалистичка, најголем број на пациенти немаат никакви проблеми, никакви потреби да бидат кај нас прегледани, чисто сакам, чисто а пациенти што треба да ја прегледани од онкологија, торакална и со клиничка слика за карцином, не можат бидејќи веќе се зафатени термините на први. Затоа велам, јас не знам дали се разбира тоа што го кажувам, дека матичен лекар, знам дека се многу оптеретени, знам дека пациентите се малку по нервозни, сите сме, такво време е, но кога ќе влезе пациент кај матичен лекар, треба во однос на неговата здравствена слика да биде препратен, а не дали има термин или нема. Значи да чекаат со оние кои немаат потреба.
Да се планира. Да, јас, на пример, ако сум млада девојка и мислам дека сакам да се прегледам, бидејќи сум читала на Facebook дека треба, јас можам да бидам прегледана во јуни месец следната година. А додека сум жена во ризик, мајка ми има карцином на дојка или имам грудка или нешто друго, треба да бидам прегледана во рок од 2 недели. Каква е сега состојбата кај вас? Дали постојат жени кои не доаѓаат на закажен За жал да. термин? За жал да, тоа е феноменот што јас не можам да го разберам. Ќе ви го објаснам сосем накратко, ако смеам, денот во понеделник во амбуланта. Од 15 закажани жени, 3 не дојдоа. Други 2 од јануар мака мачат да стигнат кај нас на преглед, а имаа карциноми од едната 3, другата 5 сантима. Тоа е македонската реалност. Некој требава да го реши. Еве, јас сум тука спремна како председател на здружение, ние радиолозите сме спремни. Како реагирате вие на Институтот за радиологија на овие, еве ќе ги кажам, здравствени неправди? Да, ние немаме состаноци на нашата институција, за жал, не сме имале 3 години, меѓутоа со колешката со која одлично соработуваме. Еве пробуваме вака во разговор со вас. Вчера бев до министерството, колешката Што ви велат од министерство за овој проблем? Они се многу спремни, јасно. Знаете што вчера бев спремни, ама не го решаваат. Тоа не е мое. Знаете што вчера бев одушевена, што прв пат слушам. Вчера ми кажа една жена во министерство, што има многу пристојна позиција, ми рече вака: "Дали смеам да ве прашам како да сум пациент?" Тоа е прекрасно прашање и прекрасен начин да прашаш нешто. Нели, јас се замолив, дојдете со мене, бидете пациент еден ден. Нели. Мислам дека имам јас верба дека таа жена можеби ќе се обиде да направи нешто, бидејќи имаше доволно емпатија да се стави во улога на пациента. Само таа една жена, што е со остатокот од министерството, веќе короната е веќе присутна да 2 години, а предпоставувам дека проблемот со карциномите и со дијагностиката на карциноми во нашата држава е катастрофа. Во нашата поголем и подлабок од периодот од во нашата држава проблемите не се од сега, проблемите се многу комплексни, проблемите бараат мултидисциплинарен пристап, проблемите бараат и економска конструкција, бараат една согласност помеѓу нас колеги, значи да нема суета, да нема лични интереси. Тоа се сериозни проблеми. И нешто што се вели, јас барем така го викам, не политика во здравството, туку здравствена политика. Тоа значи дека независно што се случува на политичко ниво, сепак има некои програми што треба да се развиваат и течат. Тоа е скрининг програмата, тоа е протоколите и тоа еве и во ново време на ковид, кои би биле насоките за пациенти во вакви ситуации. Значи, систем на среќа. Лотарија. Еве, јас ќе продолжам. Јас си ја сакам мојата работа. Имам колеги како мене што си ја сакаат работата. Ќе разговараме со министерство, ќе разговараме со вас. Се обративте ли до министерство и до надлежните за статистика? Пред малку рековте дека има законска обврска на дел од институциите. Како е можно како држава да немаме комплетна статистика и зошто не ја прават ако веќе имаат пристап до податоците, врз основа на што работите и оперирате подоцна вие докторите ако ја немате основната статистика? Значи не е само дијагностика што треба да се има јасни податоци колку карцином има, туку и колку е добар третманот, колку операции се успешни, дали требало цела дојка или не требало. Знаете што, јас да не навлегувам во политика, тоа ми е многу странно и не сакам, но мислам дека проблемот е како и се друго во нашата држава. Има закон, но не се проследува. Пишува дека треба да застанеш на црвено, не застануваат на црвено. Пишува дека треба да се направи статичка анализа во законот. Статистичка анализа на податоци не се прави од 2006. Зошто и како? Верувајте ми, јас како човек што не живеел полот својот живот во оваа држава, не можам да разберам. Какво е искуството во Шведска? Бидејќи таму, Неспоредливо. Не може да споредите земја што има традиција во однос на медицината, во однос на скрини програмите. Брзо се стигнува таму до дијагностика? Не, таму се стигнува правилно до дијагностика. Знаете што? Треба да се внимава кога се зборува. Што е тоа брзо? Што е тоа добар доктор? Ние. Па кај карцином предпоставувам брзината е многу важна. Ние. Освен што ги имаме сите овие проблеми што пробувам во оваа мал временски период да ги кажа, имаме еден друг проблем, тоа се вика контрола на квалитет. Не е добар доктор тој што ќе се смешка, ќе те тапше по рамо и ќе ти раскажува дека светот е розов. Добар доктор е тој што нема да промаши карцином. Значи имаме сериозни предизвици, ја би ги рекла, бидејќи проблеми звучат страшно. Не знам дали имам од другата страна некој партнер, но мојата должност и мојата желба е јас тоа што сакам да го правам и морам да го правам додека ова го работам во државно здравство, е да пробам да се уште зборувам во име на пациентите и да објаснам дека мора да се прават огромни суштински промени кои не се направени 20 години. Промашување карцином е еден од најголемите проблеми, ова од лично искуство, кажувам. Имате ли вие некаква евиденција за тоа колку се промашува? Не може радиолог да има евиденција. Статистичар, епидемиолог, јавно здравје треба да има евиденција. Значи сепак во нивни раце се сите статистики кои треба да ги имаме, а ги немаме. Но мој термин и јавно здравје треба да анализираат нашите резултати. Доколку јас не сум го нашла карцином од денеска,
Нели? А веќе им 3 сантима, тој бил и пред 6 месеци, тогаш ќе се навратиме на назад. Кој работел пред 6 месеци и зошто не сме го нашли? Видите, јас морам да кажам, специфичноста на мамографијата е 90%. Има карциноми што не може да ги најдеме и покрај се, но не сме да се дозволи 2021 да се работи скрининг со неедуциран персонал и несоодветни услови за работа. Јас лично работам во ходника. Доктор Темелковска, ова навистина интересен разговор, но има уште многу од темава. Се надевам ќе се видиме повторно да подискутираме и мислам дека некако не ги охрабривме. Јас сум грубо реална, што не секогаш е популарно, меѓутоа практично го потврдивме јавното мислење на темава за тоа. Пациентите треба да знаат дека има некои лекари што мислат на нив. Здруженијето ќе направи се што може, што е во законските рамки, да нешто проба. Можете како здружение да им помогнете на пациентки кои не можат да дојдат до термин или кои се соочуваат со некакви блокади во системот? Јас можам само да го посочам проблемот до Министерството. Останатото е на фондот и на Министерството. Доктор Темелковска, за крај само би сакала да искористам приликата да ве прашам, бидејќи преди избори е кампања. Голем дел ваши колеги се дел од кандидатите и за градоначалничките, но и за општинските, советничките места. Вие немавте амбиција да се кандидирате? Јас не гледам ниту телевизија, толку си ја сакам мојата струка, јас уживам со моите жени, така да ни случајно. Доктор Светлана Темелковска, Институт за радиологија и председател на Сдруженијето за радиологија на Дојка, ви благодарам што одвоивте време денеска да гостувате во утрешниот брифинг.